И понатака веруваме и не мислам дека не разочарало специјалната јавна обвинителство. Напротив, ние сме многу задоволни, поготово што специјалната јавно обвинителство, ја можам слободно да кажам, на овој главен прекратично изведи една обвинителска истрага, можам слободно да кажам. Веднаши нарасли 20 обвинетите, толку стигнаме во тек на денешниот ден и така темелите во детали, значи беа прашувани, што на нас како одбрана апсолутно ни одговара, бидејќи ние сме за да се расветли овој случај. Немаше никакво реагирање од страна од одбраната во тој правец, реагирањата беа од техничка, би рекол, природа. Зошто реагиравте кога требаше да даде обвинетиот одговор каде се наоѓа бегалецот во Косово? Затоа што јас сум бранител и на лицето за кое значи беше поставено прашањето. Ја како него бранител не сметам дека обвинителството има право да постави такво прашање, бидејќи има за тоа определени институции кои распишуваат централни меѓународни потирници или пак во една друга постапка обвинителството треба да го развие значи тоа прашање. На овој главен претрес тангираат прашања кои се поврзани со обвинителните, со двата обвинителни акти, а не за друг настан. Тоа значи според мене тема која може во друга една постапка да се развие, никако во оваја. И што е според мене битно, јас како бранител и на тој лице за кого е распишана потерница, мислам дека за тоа постојат соодветни служби во друга постапка. Еден од обвинетите даде 3 контрадикторни изјави за критичната ноќ. Како го оценувате тоа? Кој од обвинетите? Вториот што сведочи, што практично на почетокот. Не е точно дека има некои контрадикторности. Значи неговиот канализација па дека бил тоа со првиот, да. Ако мислите на првиот, тоа се толку минорни работи, нормално некој да не се сети дали канализацијата која е поставил во подрумот на својата куќа, тоа траело 2 дена или 3 дена или 4 дена, со се толку небитни периферни работи и многу нормално некој да не памти нешто од пред 6 години колку временски му требало за да изведе таква нека работа. И нема никаква врска со обвинението, практично и тоа поставување. Меѓутоа, тоа е соодветно и исправно прашање поставувано за да се види со што практично се занимава тој обвинет. Он тоа убаво го објасни дека неговата куќа има интернет кафе и дека тоа му е делатноста. Тоа околу канализацијата беше да се расчисти да не евентуално тој се бави со нешто друго како професија. Али вие како бранител имате седање дека Измиловиќ во Приштина? Јас тие сознања што ги имам за мојот клиент нема да ги споделам со медиумите. Ќе се вратат ли, бидејќи сега ја го води предметот, кога ќе се вратат? Па сигурно дека ќе се вратат. Меѓутоа нека се развие постапката. Ние сме на чекор до докажување дека овие лица кои беа обвинети па и неправосилно осудени не можеле ни физички да бидат на лице местото. И не само специјалното јавно обвинителство кое навистина темелито го работи, го испитувал, се гледал на ученикот од работата која претходеше 2 години на обвинителска истрага, што е навистина еден голем временски интервал, тоа веќе резултира денеска на главниот претрес. Тоа што е толку припремно, можам да кажам, значи на еден висок ниво на професионалност ја води значи постапката јавното обвинителство, својот дел од постапката и мислам дека тоа ќе резултира на крај со опубликување на обвинението од страна на специјалното јавно обвинителство.